No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass И drops добре hit them да повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска сакам да се навратиме на нешто што го обработувавме пред некое време, а верувам дека има нови луѓе кои што сакаат да го слушнат тоа, така да главната тема за денеска ќе биде Шмита година и ќе видиме што всушност се случува во таа година и каква врска има со биткоин и со финансиите, нешто што е многу поврзано и со циклусите, и тоа е еден вид на циклус кој што трае 7 години, кој што е постар дури од Wall Street, централните банки, од модерниот капитализам. И како што кажав, ќе видиме каква врска има со биткоин и со Genesis блокот, првиот блок кој што е формиран во биткоин. Па така, доколку погледнеме што всушност е Шмита буквално се преводи како отпуштање или ослободување. Тоа е година, саботна година во индуизмот. Таа представува 7-та година во 7-годишниот земјоделски циклус наложен во Тората за земјата Израел и се уште се причитува во современиот јудаизам. Значи, оваа година се базира на три главни правила. Тоа е одмор на земјата, каде што сите земјоделски активности се строго забранети, земјата мора да се остави да мирува и да се обнови, и слично како што луѓето одмараат во седмиот ден од неделата, се што ќе порасне природно на нивите и во овоштарници во текот на оваа година е всушност без собственик, а собствениците на земјишето не смеат да ги берат овие плодови за комерцијална продажба. Наместо тоа, нивите остануваат отворени за да може да се влезе и секој кој што е сиромашен или од патниците па дури и дивите животи да може да земат од него. И оно што највеќе не интересира нас е простување на долгови и на крајот на годината на Шмита сите лични финансиски долгови меѓу луѓето се поништуваат и простуваат. Ова имало за цел да спречи создавање на трајната класа на сиромашните луѓе заглавени во долгови. Денеска постои рабински правен механизам наречен Прусбул, кој овозможува долговите да се префрлат на судот за да се заштити современиот кредитен систем. И која е целта? Целта е да се потсети дека всушност земјата му припаѓа на Бог, а луѓето се само нејзини привремени корисници. Кога се случува? Се случува на 7 години и последната година на Шмита била во периодот 2021-2022 година, а сите знаеме што се случуваше во овие 2 години за крипто. И следната ќе започне во есента 2028 година и ќе трае до 2029 година. Исто тоа се поклопува и со крипто циклусот. Доколку погледнеме сега визуално можеме да видиме дека тука се оние години кога всушност завршувала Шмита година и да видиме кога всушност ќе заврши. Ево, септември 2029 година е година каде што завршува Шмита година и нешто што би можело некако да изгледа вака, еден голем ресет кој што верувам дека би можело и да ги достигне и овие нивоа тука, како што сме ги гледали, дури да се коригира по 30, 40, 50%, едноставно ќе видиме што ќе се случува во тој период. Доколку исто така сега погледнеме малку поголем графикон, дали намерно, дали случајно, исто така се погодени и големите кризи кои што се случувале во овие години. Секако, едни од попознатите за нас се големата депресија, потоа Dotcom bubble-от 2001 година, 2007-2008 падот на Lehman Brothers и падот на недвижностите. 2021-2022 година ја одбележуваме како падот на 27% на S&P 500 и биткоин кој што падна за дури 80%. Доколку погледнеме сега на следната слика, имаме
изгубена декада, односно овие години всушност биле изгубена декада каде што за два Шмита циклуси не правиме нов all-time high, односно немаме нов врв за S&P 500 конкретно. Тоа бил периодот од 1966 до 1980 година, каде што исто така не сме направиле нов врв и цената се движела странично. Моментално имаме секуларни бул маркети од 16 до 20 години. Да видиме всушност каде ќе се случи овој следниот lost decade, веројатно би требало да биде во следните неколку години, но сето тоа ќе оставиме да видиме што ќе се случува со криптопазарот и со финансиите нормално. А каква всушност врска има биткоин со ова, ќе можеме да го видиме тука. Првиот блок кој што бил формиран во јануари 2009 година, Canceller on Brink of Second Bailout of Banks, односно што во превод би значило канцеларот на работ на спасување на банките. И кога се случува всушност ова, доколку се навратиме на графиконите, погледате. Донесувањето на биткоин и на Genesis блокот се случува токму во овој период кога имаме крах на целата економија, односно пад на сите индекси во светот. И подоцна, погледнете, што се случува, имаме огромен раст. И доколку сега се навратиме на биткоин, ќе можеме да видиме дека ова движење можеби би можеле да го споредиме со 2019 година, каде што сме имале поголем пад, односно средина на циклус каде што падот бил неизбежен, за подоцна да се формира огромниот врв кој што сме го поставиле во биткоин и подоцна во 2022 година да дојде тој циклус на Шмита година каде што биткоин падна дури 76%, каде што 2019 година била предизвикана само затоа што сме имале Black Swan настан, односно нели го имавме ковидот. И погледнете што се случува во 2021 година, кога настапува на сцена Шмита година, односно последните 2 години од Шмит, од седмите години во Шмита, каде што последната година 2022 имаме bear market. Истото го очекуваме и тука. Тоа значи доколку успееме да излеземе овој триаголник, за кратко време ова се беше очекувано тука и оние што збореа за продолжување циклусот, едноставно немаше врска, бидејќи циклусите исто така се поврзани со кредитните циклуси, каде што моментално каматните стапки не се на страната на криптоиндустријата, а дали се тоа ќе се исполни, ќе оставиме да видиме на времето. И сега, доколку се навратиме на нашиот графикон, да видиме што се случува со циклусите, погледнете, веројатно почнува времето за формирање на нашиот day cycle low, кој што би очекувале веројатно до 13-14 август да се формира. Како што можеме да видиме на индикаторите тука, имаме пад на овој индикатор MACD моментално, исто така во пад, и RSI е испод оваа жолта линија, што значи дека уште неколку дена би очекувале вакво движење на цената, односно можеби и поголем пад или пак некој Black Swan настан. Доколку е време за тоа, циклусите знаеме дека може да се формираат и надвор од оние 60 дена. Моментално, доколку овој дневен циклус го пробие претходниот дневен циклус, знаеме дека треба уште да почекаме, односно дека дното за биткоин воопшто не е формирано и дека би можеле да видиме уште пониски цени од ова.
Така да ќе оставиме на времето да видиме за во следните неколку дена би требало да биде формиран тој дневен циклус, иако ово воопшто не изгледа за формирање, воопшто не изгледа дека формирањето е завршено, затоа што едноставно имаме многу мал пат и можеби би очекувал нешто вака, за да имаме во следните неколку месеци, односно во следните месеци да имаме малку зголемување на оваа цена, може до овие цифри тука до 67-68 и повторно да направиме некое мало одбивање, доколку е оваа акумулација и не ги пробиеме овие дна, би требало цената да остане, веројатно да ги ликвидира позиции, да се врати и подоцна да продолжиме во новиот bull market, доколку тоа е планот. И сето тоа можеме да видиме дека многу добро се поклопува со Шмита година, која што верувам дека голем број од вас првпат ја слушате и верувам дека разјаснеме некои работи колку овие работи се поврзани едни со други и колку се е поврзано со еврејскиот свет. А ние тука ќе завршиме, а вие останете да не гледате. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.